Жал се потврдија повеќемесечните стравувања, како и наши укажувања во однос на евроинтеграциите на Македонија. Дека земјата ризикува да не добие датум за почеток на преговори, не само заради спорот со името, туку и заради катастрофалното ниско ниво на реформи. Укажавме дека реформи нема во клучните области, како владење на правото, борба против организиран криминал и корупција, реформи во администрацијата, економски реформи, како и реформи во клучните области како здравство, труд и социјала, образование и екологија. Тоа јасно беше посочено во извештај на Европската комисија за Македонија, кој иако беше позитивен, имаше јасна критика во делот на реформи. И пред објавувањето на извештајот, а и откако се објави извештајот, јасно укажавме дека реформи нема, а дека причината поради која Македонија доби позитивен извештај се исклучиво политичките критериуми. Тие се доволни за комисијата да препорача почеток на преговори, но се недоволни земјите членки да прифатат почеток на преговори, затоа што бараат реални реформи, бараат граѓаните на Македонија да живеат според европските, а не според африканските стандарди. И јасно кажаа дека неподготвени земји веќе нема да се примаат во Европската Унија. Затоа не треба да не чуди што влијателни земји, како Франција, Холандија, Данска, составува нон-пейпер во кој се спротивставува на давањето на датум за почеток на преговори на Македонија во јуни. Овие земји се пријатели, а не непријатели на Македонија. Тие само го констатираат тоа што и претходно Европската комисија го напиша, а владата не сакаше да го прочита. Нешто за што и не ни треба извештај на Европската Унија за да го видиме. Граѓаните тоа секојдневно го чувствуваат. Знаат добро граѓаните на Македонија дека реформи нема, дека напредок нема, дека економијата тоне, криминал и рекет има на секој ќош, корупцијата цвета и има неформален брак помеѓу власта и нереформираното судство, каде власта на Заев ги пишува, а судот ги објавува политичките пресуди. Знаат граѓаните и за министрите кои работат од 10 до 2 и директорите од 12 до 2, а остатокот од времето го трошат или по кафеан или во подготовка на криминални сделки. Затоа не треба не чуди што Европската комисија напиша, а земјите членки во својот нон-пейпер потврдија каква катастрофална политика води владата на Заев. Таму пишува, цитирам, за Македонија и покрај вистинските промени во општата атмосфера во земјата. Извештајот не покажува јасен суштински напредок во спроведување на итните реформски приоритети. Имплементацијата на новите судски реформи е туку што започната и треба долгорочен напредок и континуирана промена во однесувањето. Неопходни се повеќе напори за да се обезбеди регрутација врз основа на заслуги и деполитизација на јавната администрација. Борбата против корупцијата и организираниот криминал се уште не даде задоволувачки резултати. И покрај поставената правна и институционална рамка, корупцијата преовладува во многу области и продолжува да биде сериозен проблем, додека пак капацитетот на институциите за ефективно да се справат со корупцијата има покажано структурни и оперативни недостатоци, меѓу кои што е и политичкото мешање. Ова не го кажувам јас или ВМРО ДПМН, туку Европската комисија. И затоа не треба да не чуди што во документот изработен од неколку земји членки на Европската Унија стои дека во однос на датум за почеток на преговори би се навратиле само и кога итните реформски приоритети ќе бидат исполнети. Значи, Заев може да ги распродава националните интереси колку сака. Може да прифати и најсрамен и најпонижувачки договор по однос на спорот кој што го имаме со Грција. Но тоа нема да му ја покрие неработата и корупцијата, затоа што таа се гледа и Македонија нема да добие датум за почеток на преговори со Европската Унија. Заев може да ја нареди во судот и да добие ослободителна и сите да ги убедува дека тоа што го слушнале и виделе не е така. Но не може во истото да ги убеди Франција, Холандија и Данска, како и другите земји членки на Европската Унија. Јас во месеци зборував дека постои договор помеѓу врвни функционери во Македонија и Албанија, како би се закочил реформскиот процес во Македонија и двете земји би се ставиле во една група. Тоа и се случи. Значи не било она што го кажував јас научна фантастика, туку било вистина за жал. Македонија, која беше далеку пред Албанија, сега е во иста група
И за двете земји нема почеток на преговори со Европската Унија, затоа што во двете земји цвета криминал и корупција, нема реформи, економијата оди надолу, а се уништува здравството, социјалата и образованието. Повикувам веднаш владата да преземе одговорност и клучните луѓе во овие области, министерот за надворешни Димитров, евроинтеграција Османи, внатрешни работи Спасовски, финансии Тевдовски, економија Бектеши, здравство Филипче и труд и социјала Царовска да поднесат оставки. Благодарам, повелете дали има прашање. Да. Во Њујорк што се заврши уште една рунда од преговорите, се најавува дека ќе ги продолжат во Брисел. Имате ли информација за она што доаѓа од грчките медиуми, информација плюс што се случи во Њујорк и што треба да очекуваме? Какви позиции ќе во Брисел? И Линденска очигледно? Па владата продолжува со исти манир кон ВМРО-ДПМНЕ, а тоа е да не го информира. Кога ќе реши да го информира, да го става пред свршен чин како што беше со минатата лидерска средба, ние немаме никакви информации по однос на што се случило во Њујорк. Факт е дека целиот процес се води аматерски, факт е дека целиот процес се води без јасен концепт и факт е дека многу од информациите кои што стигаат од владата, после тоа самата влада ги демантира. Во исто време, онај што го споменав досега, ние очигледно се соочуваме со ситуација каде што, како и да заврши овој процес, заради недостатокот на реформи во Македонија, почеток на преговори со Европската Унија нема да има. Но владата очигледно не се откажува од предлогот и Линденска Македонија. Дали ВМРО-ДПМНЕ конечно изгради став околу овој предлог? Па јас мислам дека е несериозно да зборуваме за предлози кои што не се на масата, а како владата се однесува, зборува за самата влада, не за нас. Овој пристап кој што го имаат, кажав, е аматерски, е несериозен и мислам дека не вреди да се коментира. Ставовите на ВМРО-ДПМНЕ по однос на прашањето за името се јасни и се исти 13 години непроменети.